100% загуба во работењето досега заверија туристичките агенции и поставија работен антирекорд. Од март досега безмалку никој ниту им се јавил, ниту им стапнал во просториите, велат од Феријал Кашиков. Како заврши 8 мартовската екскурзија, која што беше да речеме минимална, но и ја имаше некако, после 9 март, 10 март веќе настанува мрак за туристичките агенции, за работењето на туристичките агенции. Значи тоа што е било планирано како да има приход, да има средства за работа, тоа го нема. Ние се наоѓаме да речеме оваа гранка на стопанството во најтешка состојба. Со идентични проблеми се судрови и една од најмладите туристички агенции во Штип Escape. Четвртата година од нивното постоење, особено овој период, по многу нешто ќе го паметат, а пред се поради ова. Веќе сите аранжмани се 100% откажани, значи аранжманите кои беа за рани уплати лето 2020 мора да бидат откажани поради ситуацијата. 19 беше туризмот, како што сите знаеме, агенциите се едноставно премногу погодени, бидејќи после октомври месец веќе не очекува мртва сезона, ноември и декември се месеци кога нема многу тури, кога нема споени викенди, така да луѓето не може да патуваат. Единствено што се надевавме агенциите беше летото, нели, за да може да има добра сезона, но сепак ова што се случи со короната не погоди сите. Овој проблем е заеднички за околу 300 агенции со 12.000 вработени. Од нив 30 се во источниот регион со над 100 вработени и за сите нив дилемата е дали ова лето ќе ги задржат работните места. Освен пандемијата, за нив одлучува и државата. Поради тоа, досегашната владина помош за овој сектор значи живот, но доколку не продолжи, крајот повторно ќе биде лош. Денеска беше одржана и итна седница на туристичките агенции кои што се членки во Стопанската комора за туризам во Македонија, каде што се разбедуваа нашите проблеми. И токму затоа на овој состанок беше да може да се добие од Министерството за економија потврда, тоест да се добие помош за туристичките агенции кај нас, за да се обезбедат минималните плати за наредните 2 месеца. Во меѓувреме, прозорецот на надежта прв го отвора Албанија, а Грција се уште е можност веќе закупените апартмани да се наполнат со наши гости. Излез од кризата секако е и домашниот туризам. Имавме најава дека на први ќе бидат отворени границите, значи имавме и пуштено некои пакети за Грција за од 1 јули. Меѓутоа знаеме дека сега веќе до 15 мора да чекаме каков ќе биде официјалниот одговор од Грција. Другите места кои што да речеме се атрактивни за нас е Албанија, каде што тука немаме проблем за влез во Албанија, меѓутоа па тука се содруваме со еден друг проблем, каде што истокот не е многу заинтересиран или досега не е мало многу голем интерес за Албанија. Некако повеќе скептични беа нашите туристи во однос на Албанија во споредба со другите земји, Албанија, со Бугарија или со Грција. Затоа сега се навраќаме кон домашниот туризам, значи кон истражување на нашата земја. Ние имаме голем број на понуда за хотелите кај нас, значи претежно Охрид, и да речеме како понуда која што во моментот ни е најактуелна и најбарана е понудата за хотел Далјан. Но нели пред да се одлучиме за домашниот туризам, она што го имаме букирано во Грција и Турција, ќе гледаме колку што можеме да го изработиме, исто така нели ќе обрнеме внимание и на домашниот туризам. Катанецот и лошите денови за туристичките агенции ги бројат и овие туристички автобуси, кои што тука стојат безпомошно од 9 март. Повремено работат, но во место.